А сега одиме на вечна тема која ќе дојде октомври. Мене лично така малку ми игра срцево и се нервирам кога треба оваа тема да се пофати, затоа што сум страшно против воведување на некакви си западни култури кои што дури мислам дека некако многу на сила се промовираат. Не сум човек кој што имам проблем со било што. Меѓутоа, кога гледам дека нешто насилно се турка и се бутка, дури гледам дека во образовниот процес во Македонија се маскираат по градинки, по основни училишта, се прават тикви и ѓаоли и ѓакони, што би рекле, реално ме револтира. Затоа најавата ќе ја оставам на колешката Јована Стојменовиќ. Види, да се познаваат светските култури, традиции, обичаи, да се разберат, нема ништо погрешно во тоа. Не знам дали виде како Белата куќа беше украсена од страна на првата американска дама во духот на Халоуин, кој што таму се има традиција, се разбира во Америка и добро е да си се негува традицијата, како што ние си негуваме некои народни и обичаи се, и убаво е да ги запознаеме, да знаеме што е во суштината на ова, бидејќи е многу интересно. Гледате какви символи се вртат тука и дали сето тоа е во насока децата да не се плашат, можеби, од вештерките и од митските суштества или пак нешто друго се крие, ќе дознаеме и ние утрово во прилогот кој што го подготвивме за да разбереме што значат сите тие маски, карневали и заплашување и што уште е дел од сиве овие случувања. А инаку за кај нас, Александар, да ти кажам, тоа е протнато од трговците. Да се продаваат да се продаваат нормално сите овие декорации. Ама тоа сестите некои што им сметаат па македонските традиции, нели леле смешно е какви се овие песни, што е ова, и тоа ме револтира. Ајде да видиме какви се овие маски и костурски глави. Ајде да видиме. Ноќта на вештерките, позната во светот како Халоуин, денеска е символ на маскирање, забава, но и мистерии. Корените на овој празник водат далеку во минатото. Потеклото на истиот се поврзува со древниот келтски фестивал Самхаин, празник на крајот на жетвата и почетокот на зимата, каде, според верувањата, се намалувала границата помеѓу светот на живите и починатите. Со текот на времето, овој пагански обичај бил христијанизиран и трансформиран во All Hallows Eve, или вечерта пред католичкиот празник на сите светци. Денес, во земјите на Западот, овој празник е глобално препознатлив по костимите, тиквите и украсите со духови, вампири и вештерки. Но во Македонија, последните години, тој е се повеќе присутен и добива локален контекст. Основните и средните училишта, забавните центри и угостителските објекти организираат маскембали и тематски забави, што сведочи за растечката популарност на оваа западна традиција помеѓу младите генерации тука. Етнокореологот Бојан Петковски, со кога разговаравме на темата, вели дека отсуството на проактивност кај научната фела е една од причините што овие западни културолошки влијанија се повеќе навлегуваат во нашата култура. Наместо да ги игнорираме, треба да ги демистифицираме аспектите на овој празник. Само така може да го разбереме во вистинска смисла, вели тој. Станува збор за инфилтрација од 16 век, се појавило под шкотско влијание користењето на терминот ног на вештерките, а малку поназад, ако се вратиме во историјата, звучало ног спроти сите свети, односно нешто што е налик на нашата задушница. Станува збор за едни обреди кои што се случувале во минатото посветени на мртвите. Нешто такво ќе видиме многу и во македонската традиционална култура, но ног на вештерките, повторно ќе кажам, се појава во 16 век како некакво шкотско влијание. И сега маскирањето во такви маски не е ни познато ни за македонската традиција, именно во нашата наука е познато таквата еден обреди на имитативна магија, каде што се имитира она кое што сака да се истера, тоа во суштина е злото, па така и во ног на вештерките во таа култура која што не припаѓа на Македонија имаме таква имитативна магија. Тие верувале дека таквите надприродни негативни сили ќе ги избркат преку имитирање, облекување во нивните облеки, така да тоа е едно влијание кое што се појавило во 16 век, а денес веќе преминува во една комерцијална форма. Петковски додава дека се поголемата комерцијализација на Халоуин го прави поатрактивен, но потенцира дека нашата автентична традиција, богатата ритуална култура и народните обреди се најсилниот одговор на ваквите културни влијанија.
ваквите маскирани поворки во Македонија се појавуваат во зимскиот циклус, односно во периодот на некрстените денови од 5-6 јануари до 19 до Водици, каде што ќе видиме ни обреди со таква имитативна магија, каде што луѓето се им преправале во сите зли духови, сакајќи да ги истераат. Ваквите обреди подоцна, кои што се случувале во затворените локални средини, преминува во едни карневалски варијанти, тука ќе го видиме пред се карневалот во Вевчани, и ние можеби треба да се врземе за таквите македонски традиции за да ги употребиме многу повеќе за разлика од странското влијание, но што е многу важно, ваквите прашања не се однесуваат само денес кога е тековен на овој проблем во овој месец, туку треба во текот на целата година научната фела, секако со се вкупната заедница во Македонија, многу повеќе се осврне кон македонското културно наследство како би направиле бренд од сопствената традиција и не би се приклониле кон ваквите странски влијанија. Само со негување на сопствените обичаи, тие сами по себе ќе го истиснат наметнатиот празничен концепт, додава тој. Тука во суштина повторно кривицата припаѓа пред се на научната фела, која што многу малку работи на промоција на културното наследство, затоа што сето истражен материјал мора повеќе да се пласира на младите предци. Многу е важно да видиме каналите од кои што пристигнуваат овие празници, тоа се пред се социјалните медиуми, а ние кои што се занимаваме со традицијата многу малку сме присутни на новите тековни медиуми каде што би можеле на младата публика да го понудиме сето ова. Не само Македонската православна црква, ние сите би требало да се спротивставиме на некако штетно влијание, туку многу повеќе како нешто кое што истиснува македонската традиционална култура, затоа што сепак националното брендирање е многу важна тема и ние националното брендирање треба да го вадиме од македонското културно наследство и многу повеќе, повторно ќе кажам, во текот на целата година треба да се осврнеме кон венчанскиот карневал, кон различните обредни поворки кои што ќе имаме и кога тие ќе ги ставиме на едно поинакво ниво, младите многу повеќе ќе се осврнат кон нашето културно наследство одошто кон ваквите празници. И навистина, традициите како Василица или обичаите поврзани со денот на починатите имаат слични символички елементи со Халоуин, но потекнуваат од длабоко вкоренета народна митологија и верувања на нашиот македонски народ. Ноќта на вештерките не мора да се гледа како закана за локалниот идентитет, туку како потсетник колку е важно да се познава и негува сопственото културно наследство. Само преку автентичност, образование и свест може да се изгради систем кој е отпорен со културен идентитет кој нема да се плаши од влијанија, туку ќе знае како да ги разбере и да ги постави во сопствена придобивка.